Добар ден, ова издание на подкастот Зошто го почнуваме со изјавата што ни ја даде средношколецот Берим Мухамед. Ние како нови генерации, кога сме во средно училиште, имаме доста притисок и од училиште и од нашите родители, тренери и се што имаме во нашиот приватен живот. И нормално ни треба еден момент кога ќе застанеме, ќе размислиме за се што се десува во нашиот живот и како можеме што полесно да ги надминеме тие работи со кои се очуваме. Затоа многу е лошо што уште постои овој стереотип во нашите средни училишта дека секој ученик што иде во психолог е глуп или има нешто ментално што не му е нормално. Сите сме нормални луѓе и нормално дека ни треба поддршка на сите нас. Во студиово е на Слободна Европа е Тијана Ивановска, психолог, и со неа го продолжуваме разговорот. Добар ден, се согласувате ли дека на сите понекогаш ни треба психолог, психијатар како што вели Берин? Апсолутно, па дури на нас психолозите не треба психолог. Така ли? Апсолутно. Тоа е нешто кое што во западните држави веќе станува нормална практика, исто како што имаме матичен доктор, матичен забар, матичен гинеколог. Така се појавува и потребата да имаме и матичен психолог, место на кое што ќе можеме да зборуваме за се. А зошто, например, дали се зголемува бројот на, како да ги наречеме, анексиозност, на депресија, за разлика од порано или... Па, лично не сметам дека се зголемува толку колку што повеќе се препознава. Луѓето стануваат поедуцирани, повеќе читаат, повеќе се информираат за менталното здравје. Така што се појавува потребата и сами почнуваат да идентификуваат каде им недостига поддршка. Разликата е тоа што кога ние одиме на доктор, најчесто одиме пошто нешто не боли, пошто нешто не е како што треба. Психологот не е секогаш само за нешто кога не е во ред. Одиме и на психолог кога треба да донесеме некоја значајна одлука, кога сакаме некаква животна промена. Не се анксиозноста и депресијата единствените теми кои што ги работиме. Така што генерално работиме на личен развој и на подобрување на квалитетот на животот. Сега ако можам, ако ми дозволите да го реформулирам прашањето, веројатно прашањето би било дали можеби некако човештво се освестивме дека треба да имаме подобар и поквалитетен и посреќен живот од порано. А добро, кои се најчестите причини што доаѓаат луѓето, претежно младите, веројатно вие попрецизно знаете дали постарите што бараат помош од психолог? Не се секогаш темите клинички, како анксиозност и панични напади и депресија. Партнерските релации, например, се една голема тема која што луѓето ја обработуваат. И баш јас лично сметам дека одењето заедно со партнерот на психолог е нешто многу здраво, многу здрава практика. Затоа што нормално е како луѓе да ние не можеме да се разбереме, не се согласуваме за нешто, но парови кои што посетуваат психолог, многу е помала веројатноста да се караат пред децата, да прават. Тоа е нешто ме посетувате на она што се нарекува брачно советувалиште? Брачно советувалиште, ете така. Или партнерско, дури ако нема брак, дури кога се во долготрајни релации и така натака, се појавува се повеќе потребата да се користи овој сервис, на моје огромно задоволство. И навистина помага во тоа партнерите да останат заедно, да искреираат функционална релација, нешто кое што е доста потребно. Кај младите честа тема е перспективата, кариерната ориентација, од каде да почнат. Ние имаме доста демотивирана младина. Ја викам сива младина. Добро, ако може да споредите како беше порано, дали порано беше младината толку демотивирана или сега е тоа некоја појава последните години? Па, моje лично мислење е дека е во позитивен раст таа демотивација. Најмногу поради тоа што лично јас не сум родена во ера на социјални медиуми и имавме малку пореални модели, рол модели од општеството за тоа како треба да се изгледа, што треба да биде човек во животот. Младите сега имаат доста совршени примери од социјалните мрежи кои што креираат тоа сега ве прашам колку тие стандарди за убаво, за совршено кои се диктираат на социјалните мрежи влијаат врз менталното здравје на младите. Да бидат и они совршени како нивните идоли или инфлуенсери и глумци, пејачи. Влијаат многу по мене, навистина многу влијаат, затоа што им креираат една нереална слика за светот, слика во која што они мислат дека треба да
биде се лесно, да се доаѓа лесно до заработка, да се има совршен живот со висок прилив на финанси, со свое живеалиште, се да е безбедно, се да е сигурно. И всушност кога излегуваат, дури најчеста криза по мене доживуваат кога го напуштаат факултетот како институција, кога треба да запливаат во тие професионални води. И тука доаѓа до тој прелом каде што се соочуваат со реалниот свет кој што воопшто не е така како што изгледа на социјалните мрежи. И тука се појавува таа, да кажам, криза кај нив, неможност, потреба да се избега, разочарување од системот кој што можеби до тогаш не го гледале како таков. И така натака по мене влијае на вистина многу. Добро, веројатно сте слушнали на земи си сине керко диазепамче да се смириш, тоа е често спомнувана реченица. Статистиките на Фондот за здравствено осигурување покажуваат дека лековите кои делуваат на централниот нервен систем се меѓу трите групи најкористени лекови во земјава. Добро ли е ова или лошо е? Па по мене не е лошо, туку е катастрофално. Затоа што се тоа лекови, зборуваме за транкилизанти, односно лекови кои што имаат смирувачко краткотрајно дејство. Помеѓу 4 и 6 часа, зависи за кој зборуваме, доколку зборуваме за диазепам, толку е временското траење. Меѓутоа имаат високо ниво на адиктивност, значи создаваат зависност и подолготрајна употреба многу е тешко да се прекинат затоа што стануваме зависни од самото чувство на смирување кое што лековите ни го предизвикуваат. По мене во нашата држава се користат затоа што се најевтина опција. Многу е поевтино да купиш кутија диазепам отколку да одиш на сесија. За жал, нас се уште државата не ни овозможи да влеземе под Фондот за здравство, како би биле достапни за секој еден граѓанин на Република Македонија. Се уште психотерапијата, индивидуалните сесии се третираат како елитна можност, како луксус, нешто кое што може да си го дозволат само луѓето што имаат повисоки примања и повисок социјален статус. Ние зборуваме за една држава во која што 1/3, 2/3 од населението живее во сиромаштија, така што по мене сметам дека и дури уште повеќе и ќе растат бројките на корисници на транкилизанти, затоа што едноставно луѓето немаат финансиска можност да си дозволат да посетуваат психолог. Добро, вие имате искуство. Дали само млади бараат помош? Дали, да речеме, повозрастни категории на население? Бараат и повозрастните, дефинитивно. Има од различни, јас работам со различни возрастни категории. Моментално можам да кажам дека најзастапена ми е возрастната категорија помеѓу 25 до 35-40 години. Тие се она фактички категорија на најработоспособни, што ви Ете така, да, работоспособното население. Затоа што посебно по короната уште повеќе се нормализираше одењето на психолог и луѓето почнуваат да се споделуваат едни со други искуства, каде одат, што е добро, како им помогнало. И ова помага да се руши таа стигма за одење на психолог и посетување на психолошко советување и терапија. Така што јас сум многу задоволна од одзивот на македонскиот народ, дури сметам дека ефектите од одењето на психотерапија допрва ќе ги гледаме преку подигање на генералната свесност кај луѓето. Добро, а како, да речеме во едно семејство, како да се препознае анексиозност, депресија на потомците, на помладите генерации? На што треба да се обрне внимание? Па, генерално ја не сум љубител на диагнози, пошто анксиозност е нешто кое што го има секој човек. Значи, ние тука зборуваме за еден природен немир, кој што, доколку би го немале, би оделе во нешто што ќе го сметаме за клиничка депресија. Значи, анксиозноста е еден природен немир кој што се јавува кај секој од нас со цел да не покрене, да нешто направиме во текот на денот, нели? Меѓутоа ние тука зборуваме за... Само го кажете, премногу позитивно ми делува, бидејќи она што може да се прочита или еве сите биле анексиозни, тоа не чини, тоа не е добро, а сега вие велите дека тоа е позитивно нешто. Па, не велам дека е позитивно, туку дека е природно нешто, дека е дел од секој еден од нас.
Само зборуваме за доколку е клинички значено, тогаш зборуваме за високо ниво на анксиозност, односно зголемено ниво на оној природен немир. И сега зголемувањето на тоа ниво може да го предизвикаат разноразни фактори. Дел припаѓаат на нашиот, најголем дел припаѓаат на нашиот емоционален селф, на нашите емоции. Така што може да биде причинител некое длабоко незадоволство, несоодветност во поставувањето во склоп на животот и општеството, работната средина, токсична релација, немање сепарација, да кажеме, предолго останување со семејството, немање независност, индивидуалност и така натака. Сите овие теми може да придонесат кон покачување на како безперспективност, вака ако може да генерализираме кај младата популација. Ета така, апсолутно да. Безперспективноста и така може да предизвика и анксиозни симптоми и депресивни симптоми. Така што ние, ако ги гледаме како диагнози, они ништо не значат, само се една шифра во МКБ. Меѓутоа, доколку им дадеме значење и доколку ги поврзаме со начинот на кој што ние живееме, ќе ни дадат многу појасен одговор за тоа од каде дошле и како можеме да ги намалиме. Добро, а како да им се помогне на тие луѓе на почетокот? Еве да речеме во семејството или и самата таа млада индивидуа да стане свесна дека треба да побара стручна помош. Па, најчесто младите се чиста копија на семејната атмосфера и доколку и родителите не се отворени за барање помош, децата само го учат тоа како нормален механизам на однесување. Вие многу потешко ќе натерате син или ќерка да оди на психолог доколку вие самите сметате дека тоа не е добро и дека не е нормално. Така што, генерално, семејната атмосфера во голема мера го диктира и менталното здравје на индивидуата, колку е семејството отворено за разговор, за комуникација со цел младиот човек да се довери што го мачи, колку е отворено кон прифаќање на индивидуата без некои одредени стандарди за тоа што е добар син, добра ќерка, некои, да кажеме, нивоа на достигнување, што треба да направи во животот, да ги има сите петки. Очекувања на родителите. Ета така, очекувања. Значи, сето тоа да биде во една граница на нормала. Значи, апсолутно нормално да има правила и да има стимулација за подобар академски успех, но да не биде услов за семена љубов и поддршка во едно семејство. А колку родителите имаат време денеска со овој стил, начин на живење да запележат такво нешто кај децата? Па, знаете како, јас може би дел од колегите нема да се согласат со моето мислење, но јас сметам дека на децата не им треба многу време, туку им треба квалитетно време. Значи, вие ако видите едно детенце, идејата е да се научи да се тоа само забавува и да си наоѓа само интерес во сопствените игри, но вие и со 1 и 2 часа поминати ефективно со него, може да учествувате сериозно во неговото воспитување и во поддршката која што му ја давате и градењето негово како или нејзино како карактер. Значи, ние не зборуваме дека е потребно многу време, туку е потребно и она време што се има како слободно време да се користи ефективно. Значи, да не се користи преку гледање серија или чепкање на телефон или отсутност. Го знаете, она шега, семејство оди во ресторан на ручек и таткото вели, ве молам наполнете си ги телефоните, нема вајде да правиме муавет таму 2 сата. Ета, баш така. Тоа е пример за неефективно однесување. На тоа мислите, да. No. И во наше време, мислам, во мое време, јас кога бев ученик, ако имавме проблеми, одевме кај дедо, баба, таму ќе си жалиме, они ќе не се слушаат. Не знам денеска колку младиве го користат тоа, па веројатно тука е вашата улога поголема. Меѓутоа, она што најмногу ме интересира, и мислам дека и да речеме, младите родители, што имаат деца во училиште, каде што се најголеми проблемите, рековте вие кога ќе завршат, се соочуваат со оние животни проблеми, нели излегуваат од тој систем бабл, да речеме, и тогаш има друг тип на проблеми, и тоа и во училиштето имам и мобинг, и незадоволство, булинг, и се што. И проблемот е дали некојаш се доцни со реакцијата,
и на родителите и на дали е предоцна некојаш кога се дојде на психолог, дали може секогаш да му се помогне на тој млад човек да застане на своји нозе, да се соочи со себе си? Јас сум голем оптимист и сметам дека секогаш може да се помогне. Со тоа што доколку се пројдени повеќе време, повеќе години во некаква психолошка траума, во некаков сериозен психолошки дистрес, тогаш може би ќе биде потребно да се вклучи некаква медикаментозна терапија паралелно со психотерапијата и зборувањето. Меѓутоа секогаш може да се излезе од тој, да кажам, од таа надолна спирала, со тоа што затоа е многу важно да психологот биде квалификуван и да умее да препознае што му треба на младиот човек за да застане на нозе и да може да продолжи самостојно. Значи, да завршиме позитивно. На секој што му треба помош, може да му се помогне во вашата струка. Ви благодарам многу. Тоа беше Тијана Ивановска, психолог, а вие почитувани слушајте не, следете не на Google подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google подкаст. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.